Ќе разговараме на денешната значајна тема за нашиот македонски јазик. Денеска е Светски ден на мајчините јазици. Ќе зборувам со професор доктор Елизабета Бандиловска. Навистина, секој си го сака својот јазик, тоа му е идентитетот со нешто што се препознаваме и најважното. Можеме да проговориме со неколку податоци за Светскиот ден на мајчиниот јазик, меѓутоа ние секако како македонски јазик спаѓаме во групата на малите јазици и дали можеби еве прети нека опасност за нашиот јазик. Добро утро и од мене, поздрав до гледачите и нека ни е честит денот на мајчиниот јазик, 21 февруари. Овој ден се слави наназад, не знам, 20 години можеби, од 1999 е промовиран како Ден на мајчиниот јазик, фактички од 2000 година нели и се празнува како Ден на лингвистичката културната јазичност, односно Ден на јазиците и е токму посветен можеби на заштита на грижа на јазиците, знаејќи го фактот дека во светот се зборуваат околу 6000 јазици, но половината од нив се веќе на прагот, да речам, на изумирање, на исчезнување. Значи, имаме една група на мали јазици кои што во овие современи услови на живот се загрозени. Зошто? Причините може да ги бараме можеби во англискиот јазик, во другите големи светски јазици, нели глобализацијата си го прави своето, постојаната преселба на народите, физичкото изумирање на луѓето, нема како да се пренесе тој јазик на идните нови поколенија, така што причините се повеќе. Убаво е што, овој ден ни е токму еден потсетник за тоа колку многу треба да се грижиме за својот јазик, да го негуваме од најрана возраст и да правиме се што е во нашите можности, да го зачуваме и да го пренесеме на идните поколенија. Секако дека македонскиот јазик влегува токму во една група на мали јазици, некаде уште се нарекуваат и како екзотични јазици, но тоа не значи дека и малите јазици, односно тука го бројам секако и нашиот македонскиот јазик, нема своја вредност, нема своја историја, нема своја култура, традиција и токму тука е улогата на сите нас, не само интелектуалците, професорите по македонски јазик, туку и воопшто на сите граѓани кои што живеат во нашата Македонија, кои што живеат надвор во другите земји, што повеќе да си го сакаат, да си го чуваат, да си го негуваат мајчиниот јазик уште од најраната возраст. Убаво кажавте да го промовираат, да го чуваат и навистина се додека ние го промовираме, го сакаме, го зборуваме, да не ги употребуваме сите заимки, интернационализми, особено англизми, мислам дека тоа постојано и вие како професори го кажувате. Точно така, значи, конкретно за македонскиот јазик, се забележува силно влијание на англискиот јазик, особено во говорот на младите генерации и она што е можеби уште полошо и алармантно на некој начин е што веќе и најмалите деца, оние што се веќе вклучени во предучилишните установи, почнуваат да ги користат англиските зборови. Дури има случаи кои ќе рече детето повеќе знае да зборува англиски на таа возраст, а не на својот мајчин македонски јазик. Веќе тука доаѓаме до некоја состојба кога навистина треба да се запрашаме како сега ние овде да се поставиме, како да ги свртиме да работите, да речеме мајчиниот јазик, да биде она што беше некогаш. Значи, сменети се работите, за жал да, меѓутоа мора да најдеме начин да ја всадиме љубовта кон мајчиниот јазик уште од најрана возраст. Значи, тука се семејството, тука се институциите, установите, предучилишните, училиштата понатаму, меѓутоа треба многу да се работи. Да се внимава при зборувањето. Ние учиме од книгите, меѓутоа учиме од она што го слушаме, учиме од она што го гледаме. Огромно е влијанието на медиумите, на компјутерите, телевизијата, значи медиумите си го прават своето, вештачката интелигенција е тука на прагот, така што навистина мора да седнеме, да направиме некоја програма, план како да се пристапи веќе во тој процес на учење на мајчиниот јазик уште од најрана возраст. Бидејќи колку што децата учат дома и го учат мајчиниот јазик дома, тие учат и кога ќе дојдат во предучилишните установи, тој процес потоа продолжува и се надградува. Ако тука ние не поставиме некоја здрава основа, понатаму сето тоа може само да се провлекува и да биде на штита на младите. Многу често знам да речам дека јазикот сме на праго да го изгубиме дома, а не надвор, затоа што мислам дека надвор, кога ќе заминат децата да студираат, студентите или втората генерација деца што се родени во странство, значи нивните родители биле тука, па заминале,
барем според она што јас го знам, наоѓаат начини, можности да се организираат и да го учат. Можеби не толку стандардниот јазик колку што родните говори, дијалектите. На некој начин се трудат да обстои. Повеќе внимаваат во таа смисла да се зборува барем дома, во домашната средина. Не дека кај нас не е така, меѓутоа ние на некој начин сме и несвесни за сите тие влијанија што ги трпиме од англискиот јазик, што ги трпиме од медиумите, колку си го расипуваме јазикот. А кај децата од најрана возраст е битно да ја поставите таа вистинска здрава основа на македонскиот стандарден јазик. Ние ќе зборуваме, можеби на некоја мешавина македонски, англиски, со дијалектите, со разговорниот јазик, меѓутоа што е со стандардниот јазик. Мора тука да се потрудиме сите да го учиме, да го научиме како таков да го пренесуваме на идните генерации, затоа што тоа е нашиот аманет и од предците и од Мисирков и од Блаже Коневски да си го чуваме јазикот. Јазикот е нашата татковина. Ви благодарам за утринското гостување во утринската програма на македонската телевизија. Се гледаме во следна прилика. Благодарам и јас. Студио.